Главната промена во новите мерки, наречени автомобилски пакет, е што од производителите ќе се бара до наведениот термин да ги намалат просечните емисии на јаглерод диоксид за 90%, додека преостанатите 10% ќе можат да ги комбинираат со употреба на биогорива или користење ниско јаглероден челик. Ублажени се и стандардите за доставните и тешките возила, а новост е и воведувањето нова категорија автомобили. Исклучиво електрични со должина од 4,2 метри и произведени во Унијата, тие би имале поголемо учество во вкупната математика за просечните емисии. Истовремено се објавени и конкретни планови за финансирање на развојот и производството на батерии, како и намалување на административните оптоварувања и поедноставување на прописите и процедурите за хомологација. На автомобилската индустрија сега и предстои добро да ги анализира новите правила кои ќе и овозможат значително поголема флексибилност во планирањето на идните модели. Накупувачите пак да почекаат на конкретните резултати од тоа и на европските политичари да се свестат каква услуга им направија на кинезите. Имено со новите прописи се отвора поширок пат на плагин и возилата со продолжена автономија. А Кина исто како и кај целосно електричните возила предводи со овие технологии кои за европските производители не се целосно освоени. Конкретно, кинезите глобално испорачуваат 60% од електричните возила, некој процент повеќе од тоа плагин модели, а дури 99% од оние со продолжена автономија. Од друга страна, пак лидери во Европа со најголем процент учество на електричните и плагин моделите се германските премиум марки BMW, Mercedes и Audi, другите се далеку зад нив. Ако ги прескокнеме подлабоките анализи, како заклучок, може да се каже дека на европската автомобилска индустрија ќе й требаат големи средства да дојде до ниво кое политичарите го одредија. А во меѓувреме, кинезите ќе го преплават пазарот со своите модели, кои веќе ги имаат бидејќи нивната влада во последните 15 години им има поделено неверојатни $230 милиарди субвенции.